друго истражување дознавме дека најнепочитувано право е правото на образование, особено на децата на улица кои што немаат услови да одат на училиште. Други непочитувани права се право на свое мислење, на свое изразување, свој изглед и така натаму. Децата не смеат да бидат пасивни наблюдувачи на врсничко насилство, доколку тие се сведоци, тие треба да реагираат кај надлежните, родителите и наставниците. Исто така препорачуваме и образовниот систем да биде посветен на антибулинг со кадри кои ќе работат за решавање на оваа проблематика. За да се заштитат од сајбер насилство, сметаме дека децата никогаш не треба да ги даваат своите лични податоци и да внимаваат со кого споделуваат видеа и фотографии, а пак за да се заштитат од сексуална злоупотреба, децата уште од градинка треба да се едуцираат за својата сексуалност. Како најважни наши препораки би ги издвоиле итна социализација на дискриминираните групи на деца и нивно интегрирање. Потоа, едуцирање на возрастните околу дискриминацијата и безпоштедно ангажирање на наставниците, но и едукација за улога и значењето на финансиските средства во животот, како и промоција на полова еднаквост пред се во руралните и економски послабо развиени средини. Dovrebbero assistere durante terreni sportive o secondo l'ora per famiglie in ambiente rurale, por edhe komuna do interesohet që pjesërisht të mbulojë shpenzimet materiale. Gjithashtu rekomandojmë që të paktën një herë në javë të organizohen manifestime të ndryshme kulturore dhe artistike ku fëmijët mund të socializohen, por edhe të merren mendimet e tyre lidhur me aktivitete që do të dëshironin të organizohen në qytet. Децата на улица им се скратени основните човекови права. Тие немаат документ за идентитет, не одат во училиште, немаат слободно време и игра, не можат да се лекуваат кога се болни. Ниту нивните родители не се грижат доволно за нив, ниту институциите, ни околината. На овие деца треба да им се посвети повеќе внимание и грижа. Тешко прашање, бидејќи имаме премногу препораки на оваа тема, но како најважни би ги издвоила да се обезбеди ред за секој дете, децата да не се преоптоваруваат, односно програмата да се опфати само оно што е приоритет, а наместо на тоа да се додадат предмети кои што се важни за секојдневниот живот, да се вработи квалитетен психолог во училиштето, да се цени мислењето на учениците, да се направат стручни училишта и конечно се свати дека петката не е единствен начин за да се успее, да се направат повеќе воочилишни активности и при запишување на факултет во предвид да се земат само оценките од релевантните предмети. Во темата образование разговаравме за 3 поттеми. Првата е децата со попреченост, за која истражувањето ни докаже дека во училиштата ги нема потребните услови за тие без проблем да ја следат наставата, како личен асистент, рампа за децата со количка, брајово писмо и слично. Втората поттема е недостатокот на ресурси за која предлагаме секоја година да се даваат нови учебници на учениците, да има подобро грејење, да се менува училишниот инвентар и да има поголем пристап до технологијата. Кои проблеми од животната средина најмногу ги засегаат децата? Можеме да кажеме дека проблемите се очигледни, а најчестите загадувањето на воздухот, водата и почвата, фрлањето ѓубре на секаде и недостатокот на зелени површини. За 2/3 од децата загадениот воздух е секојдневие во зимскиот период. Тоа кај децата предизвикува бројни здравствени проблеми и ги принудува да го поминуваат по своето време дома.